Гужва на патиштата низ земјава ќе донесе предстојниот празничен викенд по повод 2 август Илинден, особено на патните правци кон туристичките места Охрид, Преспа, Дојран, Крушево, Пелинце, излетничките места и кон граничните премини, каде веќе се најавени поголеми гужви и повеќе чекање. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, во услови на зголемен интензитет на сообраќајот, строго да ги почитуваат правилата, да не ја пречекоруваат дозволената брзина, да не возат во состојба на замор, да не возат под дејство на алкохол и да не користат мобилен телефон при возењето. Некои оние анализи и проценки кажуваат дека при возење од 80 км на час, 1 секунда гледање во мобилен телефон значи 20 метри возење на слепо. Ние секоја година апелираме за мобилните телефони, бидејќи сме свесни и ги гледаме работите дека мобилните телефони земаат голем дел од нашето внимание, но апелираме сите оние учесници во сообраќај, кога се задоволени или на сообраќајот, во сообраќајот да не гледаат во мобилниот телефон. Од возачите, за кои велиме, но и кон пешаците кои преминуваат улица. Дополнителен ризик за возачите е и топлотниот бран, со температури кои деновиве ќе бидат и над 39 степени во некои региони. Високите температури може да ја намалат концентрацијата и да предизвикаат замор, при што експертите советуваат патувањата да се планираат внимателно и да се прават чести паузи. Нашето подрачје е под влијание на топла воздушна маса од југ и времето во деновите од продолжениот викенд па се до крајот на следната седмица ќе биде стабилно, сончево и многу топло. Ќе има локална појава на облачност во текот на денот. Дневната температура во следните денови насекаде ќе биде над 32 степен, а во некои места ќе го надмине и 40, особено од среда. Од Институтот за јавно здравје предупредуваат дека најголем број на заболувања од храна се појавуваат во летните месеци. Храната да се купува од проверени продавници и угостителски објекти, а веќе подготвена храна да не се остава на собна температура. Особено ризични се јадењата приготвени со сурови или недоволно термички обработени јајца, месо и млеко. Надлежните препорачуваат граѓаните да избегнуваат храна и вода од несигурни извори.